со Бојана Скендеровски и ова утро го најавуваме концертот. Добро и убаво утро, Бојана. Добро утро, Ивана. Драго ми е што сум на фреквенцијата на Алфа ТВ. Поздравувам Слободанка таму од студио. Скопје е убаво наутро и драго ми е што сме тука заедно со екипата на Алфа. Да, нестрпливи сме денеска да се појавиме во Прилеп, да ги видиме сите наши љубители, фанови на овој проект таму во Прилеп. Знам дека и тие не чекаат, а и ние сме нестрпливи. Да, Бојана, вечер е концертот, што прават пејачите, артистите, музичарите, еве и ти, како ти почнува утрото кога вечерта имате концерт, односно што прават пејачите пред концертот утрото? Па се одмараат генерално, затоа што навистина вечерта ни треба многу енергија. Сите тие луѓе кои што не поддржуваат треба да ги испочитуваме, да бидеме заедно со нив и генерално мојот ден не е баш мирен и пред секој концерт затоа што имам дневни обврски. Денеска ќе се потрудам да најдам малку време да се соземам и да ја соберам целата енергија за вечерва да им ја дадеме на прилепчани. Да, значи честитки за тебе, излезе дека си најхрабра од сите, може така да те прогласиме, затоа што утрото пред концертот ти си пак нели не одмараш, туку одвои време за да бидеш со гледачите на Добро утро секој утро и да ни најавиш нели што се ќе имаат можност да слушнат и да видат вечерва во Прилеп. Ивана, нас ни ова работа и ова не треба да биде ништо ни чудно, ни ново, ни да бидете благодарни, туку ние заедно го правиме сето ова. Ви благодарам на таа поддршка и мене ми е задоволство што сме тука заедно да поразговараме на оваа тема. Ги поканувам во овој момент сите наши обожаватели во Прилеп, ги поканувам сите македонци без разлика од кој определба да ја тргнеме политиката на страна, да ја сакаме Македонија, таа е нашата заедничка идеја. Така да вечерва ве чекаме сите на плоштадот Методи Антонов Ченто, земете знамиња, земете се што имате црвено-жолто, да ја боиме Македонија во најубавите звуци и најубавите бои. Да, се надеваме дека времето ќе ве послужи вечерва во Прилеп и дека нема да забране, дека ќе имате можност да уживате во едно прекрасно убаво време секако со прекрасната македонска музика. Бојана, ова е четвртиот паред концерти, поминаа концертите во Штип, во Прилеп и во Велес. Во Битола и во Велес, вечерва сте во Прилеп, но колку сте вие задоволни еве од одзивот, од тоа колку луѓето доаѓаат и сакаат да слушаат и ја поддржуваат пред се македонската музика? Многу сме задоволни, мислам дека тоа го гледаат и луѓето кои што можеби не биле на концертите од видеата кои што ги качуваме на социјалните мрежи. Навистина постои една многу убава енергија, една голема љубов, една голема желба, една голема еуфорија кога станува збор за македонската музика, односно преработкиве. Драго ми е што во публика гледам од дечиња од 7 години до возрастни луѓе до 77, така да за мене најголемата победа е кога ќе ги видам тие деца кои што се многу млади и пеат наизуст сите овие песни од преработките. Тука ние сме победиле, затоа што главната идеја е да ја пренесеме пораката. Можеби ние пеачите сме напред и изгледаат нели тоа се преубаво и грандиозно на сцената, но главните звезди на вечерта е публиката, се публиката. Не кратко само на која песна можеби пее највеќе публиката? Па не можам да издвојам, знаеш како секој град е различен. Еве во Велес, пошто ми се пресни уште онака впечатоците, мислам дека таму се случи таква некоја убава, преубава енергија. Од почетокот до крајот се пееше и тоа публиката беше станата на нозе. Така да секоја од овие песни од проектот е своја химна и секој си ја сака, секој си се наоѓа, помалку или повеќе. Навистина не можам да издвојам. Ти благодарам, Бојана, за одвоеното време и ви посакувам најубаво да си поминете вечерва во Прилеп. Благодарам, Ивана, гледате телевизија Алфа и ви благодарам на огромната поддршка. Се гледаме вечер.